за дадениот збор и благодарам за укажаната чест прв пат во животот да промовирам нешто и тоа нешто што ми е многу драго затоа што е наше чедо на нашиот колективен труд и е прекрасна прилика. Почитувани присутни, колеги, професори, љубители на философијата. Кога покрај наградата Животно дело, филозофска книга на годината и млад истражувач на годината би вовели награда Филозофско списание на годината, би требало да си ја доделиме наградата на Филозофска трибина. Не само затоа што е единственото национално списание за филозофија на македонски јазик, туку и затоа што е најдоброто национално списание на македонски јазик. И обратното е точно исто така, не само затоа што е најдобро, туку и затоа што е единствено национално списание за филозофија на македонски јазик. А сепак се мачиме. Нашиот потфат не е лесно остварливо добивање грант за иновација или развој на обскурна индустријска зона. Или проект за политики за стратегија и имплементација на инклузивни решенија за оптимизација на ресурсите. Она што ние го правиме, како македонски влюбеници во филозофијата, сите ние, уредниците, од кои најважен е Љупчо Митковски, без кого и не би постоело списанието, сите автори, бета читачи, рецензенти, читатели, пријатели, и интелектуален патриотизам во најдобра можна смисла. Секако дека понекогаш е добро да се објави текст на англиски јазик за англофоната публика или на француски за франкофоната публика и така натаму. Тоа се добри, квалитетни текстови, достапни на повеќе читатели. Но тоа не е нашата интелектуална култура. Нашата култура е овде и ние имаме да не се претерува со определбата света, но свечена должност да бидеме најдобри и да бидеме единствени. Списанија за филозофија на македонски јазик на други места нема. Тука сме. Тука ни е работата. Тука ни е татковината во јазикот, тука ни е должноста да го поправиме она што било со децении занемарувано, речникот е одличен пример на таков импресивен потфат, и да го подобруваме она што веќе било солидно устроено и внимателно градено. Ова не се маргините, ова не е невредно и не е инфериорно. Не може ни кулецот на тоа што сме, аксис мунди на нашата интелектуална средина, наследството на сите добри учители, па токасот за сите следни ученици да биде што било, освен нешто извонредно. Сите знаеме дека има место за подобрување, но самиот факт што филозофска трибина конзистентно обстојува, без средства, со половични средства, без поддршка, со ограничена поддршка, со уредништво кој има стотици други обврски, а сепак волонтерски редовно со посветеност седнува да работи на секој нов број и што секој љубител на филозофијата може да ја чита, да ја користи и да пишува и објавува во неа, веќе е извонредно. После вакви воведен, па не ги рекодиме на приказот на содржината. Филозофска трибина 33, цитирам од воведниот збор, ја продолжува одамна воспоставената традиција пролетните броеви да се трезор и пишан споменик на идеите споделени на средбите по повод Светскиот ден на филозофијата. Во ова издание, на почетокот е поместено обраќањето по повод 19-тото одбележување на Светскиот ден на филозофијата, 17 ноември 2022 година на Филозофски факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, од Ернесто Едереро дел Кампо, преведено на Ана Димишковска. Да не го читам повторно целиот назив на симпозиумот, текстовите од темата се од него. Текстовите од темата на бројот се однесуваат значи на современите предизвици на филозофијата и на науката. Текстот Растот на научните знаења, предизвик за современата филозофија на науката од Мирко Ѓошевски, се обидува да ги истражи вредностните аспекти на современата наука, имајќи ги предвид многобројните и разнообразните можности за злоупотреба на научните достигнувања и нечовечките манипулации во нивната технолошка употреба. Во обид да одговори на овој предизвик преку утврдување не само на несомнениот обем на научни знаења, туку и на нивните квалитативни определби, авторот толкува неколку филозофски одговори на прашањата за насоката на современата филозофија на науката, како ставовите на Бейкон, Маркс, Хусерл и така натаму. Текстот Нов поглед кон Вселената, нов поглед кон старите дилеми за научното познание од Мартин Поповски, инспириран од значајните постигнувања во астрономијата, како лансирањето на телескопите Хабл, Хершел, Джеймс Веб, го поврзува научниот прогрес со потребата да се одговара на основните прашања за почетокот, развојот и природата на Вселената. На темелен начин текстот ја анализира сложеноста на процесот на толкување на научните податоци, главно фокусирајќи се на општествената структура на джиновските научни проекти, стремејќи се кон тоа да разјасни некои од епистемолошките импликации од истражувањата со вселенски телескопи,
а при тој мајки го предвид проблемот во врска со тоа колку може условно да се има доверба во современата наука, кога постојат многобројни релации на епистемичка зависност кои не може да бидат надминати. Во текстот "Современи ориентации во филозофијата на науката", кон вредностите и значењето на социологијата на научното познание од Бошко Караджов, се разгледува предметната определба на филозофијата на науката со низ обсервации за нејзиниот статус и улога. Авторот обрнува внимание кон тоа дека филозофијата на науката, како посебен вид на истражувачка програма, ги објаснува граничните онтолошки импликации на природно-научното познание, односно спекулациите за онтолошките категории и поими кои се користат кога се зборува за најопштите карактеристики на битието. Дел од елаборацијата на проблемот е и низ разгледувањето на филозофијата на науката како етичка дисциплина. Во текстот се разгледуваат наодите од така наречената Единбуршка школа во филозофијата на науката, низ кои се потврдува важноста на социологијата на научното познание, која отвара простор за развојот на дескриптивните и нормативните елементи на социјалната епистемологија и дава можност за одговарање на клучните прашања од филозофијата на науката, како тоа за нејзината релевантност или корисност во вршењето на научната дејност и во научното познание општо земено. Текстот "Интерсекционалната феминистичка филозофија, заграда, диалектички интерсекционален хуманизам", од Сенка Атанасова, се занимава со општествените и политички аспекти на современата феминистичка филозофија, во сооднос со структурните систематски прашања како што се раса, класа, род, моќ, опресираност, општествена правда и така натаму. Авторката ја поставува интерсекционалната феминистичка филозофија како епистемолошка дисциплина во центарот на истражувањето на овие концепти, меѓу емоционалниот труд и трансформативните моќи на општествените промени, инсистирајќи на тоа дека во епистемологијата на феминистичката политичка филозофија, интерсекционализмот означува вид на ситуационо знаење. И нагласувајќи дека генеалогијата на интерсекционалниот пристап е врзана за феминистичката политичка филозофија и родовата политика. Целта на текстот е да направи основен вовед во врската меѓу феноменологијата и политичката економија, феминистичката и социјалполитичката филозофија, како и диалектички пристап кон слободата, низ визија за еден вид на нов интерсекционален хуманизам. Во текстот "Историјата и модернизмот, етиката како методолошки проблем" од Игор Поптрајков е поместен првен временско цивилизацијски преглед Грчката и римската цивилизација и христијанството, во обид да се одговори на прашањата за статусот и важноста на етиката. Авторот го разгледува прашањето околу тоа дали етиката е обврска, должност или предност, а потоа низ примери од сопствените искуства елаборира на теми како методологијата на образованието, методологијата во образованието, етиката и така натаму, за на крај да го разгледа образованието како кариерен напредок, при што етиката се јавува како методолошки проблем. Во текстот "Наука за безбедноста, асфалиологија" од Цанета Мајановски, преку темелен пристап и разложно аргументирање е направен обид да се разјаснат прашањата за постоењето, можноста, оправдливоста и важноста на науката за безбедност. Авторот првин го разгледува концептот наука, за потем суверено да аргументира дека концептот на науката на безбедноста совршено соодветствува со него, односно да ја представи асфалиологијата како засебна и значајна наука на денешницата. Во текстот "Метафизичкото доживување на научната слика на светот" од Слободан Марковиќ се изложени неколку метафизички позиции со цел да се покажа дека метафизичките и научните погледи на предсократовците и мощно подоцнежните филозофи се неразделни. Низ темелен преглед на предсократовската метафизика, авторот ја покажува врската на метафизиката со научните погледи, за да заврши со Аристотеловото резиме на разновидните филозофски мислења. Текстот "Попер и неговиот трет свет, епистемологија без субјект на познанието" од Данка Јовева ги објаснува онтолошките и плуралистички концепти на Попер за постоењето на трите света. Првиот физичкиот, вториот на свест или менталните состојби и третиот светот на сите можни објекти на мислењето или идеите во објективна смисла, како и нивната каузална врска. Авторката објаснува дека според Попер постоењето на третиот свет има голема улога за епистемологијата и за растот на научното познание, и дека според Попер од содейството меѓу нас и третиот свет произлегува растот на знаењето. Низ текстот авторката разгледува употребата на научно-истражувачките методи,
аналитичко-синтетичкиот, индуктивно-дедуктивниот и херменевтичкиот метод. Текстот Филозофијата на вештачката интелигенција од Маријан Болтевски нуди интересен, актуелен и информативен поглед кон метафизиката на Дуна од Хербер. Авторот ги поврзува научно-фантастичните идеи со развојот на вештачката интелигенција, низ бројни примери од последниве години на употреба на вештачката интелигенција во интелектуален надпревар со човечки суштество. Прашањето низ кој авторот ги изведува своите поенти е во врска со иднината на вештачката интелигенција и проблемот на човештвото. Дали вештачката интелигенција ќе ги надмине и замени луѓето и што тоа значи за нас. Во текстот Проблемот на слободата и моралот во роботиката од Верица Костова, на креативен начин, од изворно религијска позиција, се разгледуваат бројни, одлично избрани научно-фантастични референции и соодветните актуелни достигнувања во вештачката интелигенција. Низ законите на роботиката на Асимов, авторката поставува суштински антрополошки прашања за потребата за воопшто создавање на роботи, а потоа за етичките консеквенции на роботите подчинети на ваквите закони. Како и во претходниот текст, едно од прашањата е тоа за иднината на човештвото, односно за можноста на претераното населување на светот со роботи и прашањето дали тоа ќе го направи вообичаениот живот рајски или пеколен. Текстот Саморазвитокот на материјата на примерот на сончевиот систем, песимистичка и оптимистичка насока од Симо Ѓорѓиев, разгледува неколку научни дисциплини, како астрономијата, теоретската физика, генетиката, биохемијата, информатиката, дигиталните технологии, математиката и се разбира филозофијата, за да се запреша за досегот на идеите од научната фантастика и значењето на вртоглавиот развој на науката и технологијата. Авторот наоѓа две варианти за разгледување на животот на Земјата после крајот на постоењето на Сонцето како извор на таквиот живот. Песимистичка, според која ќе се случи наполно и неповратно уништување, и оптимистичка варијанта, која би дозволила можност за подготовка пред неминовноста на крајот на Сонцето, односно некаков модерен Ноев кораб и потрага по друга планета за живот. Ваквата научно-фантастична идеја авторот на креативен начин ја изложува користејќи класични примери од светската книжевност. После текстовите од симпозиумот во овој број на списанието е поместен еден превод од англиски јазик, автор на преводот е Душица Димитровска, од бабица до криминалец, веројатната конечна себеперцепција на Сократ од Томислав Јовановски, што представува интересен и свеж пристап кон погубувањето на Сократ и можните толкувања на природата на таквиот чин. Во текстот од студентската рубрика Логичката аргументација во онтолошките докази за Божјото постоење од Никола Ристевски, на впечатливо зрел начин е даден преглед на онтолошките аргументи за постоењето на Бог, на Свети Августин, Анселм Кентербериски, Декарт, Плантинга и така натаму, со акцент на врската меѓу онтологијата и логиката, водејќи се по мотото на текстот, дека кога логиката брка онтологијата низ врата, да таа се враќа преку прозорец. Како најава за потенцијални истражувања е фактот што авторот нагласува дека влијанието на онтологијата врз логиката не е предмет на овој текст и останува врска што би можела да биде истражувана во иднина. Потоа поместена е промотивната реч за 27-миот и 28-миот број на филозофска трибина од Мирко Ѓошевски, непосреден, топол и трогателен, но и шармантно духовит преглед на две обемни и сериозни изданија. Потоа следи традиционалниот преглед на филозофски настани, како Светскиот ден на логиката, надпреварите по филозофија, националниот избор за меѓународната филозофска олимпијада, промоциите на претходните броеви на списанието, учество на филозофите на меѓународната недела на филозофскиот факултет, вклучително презентацијата на Erasmus Plus проектот Филозофија со деца, Philosophy for Children for Wider Social Inclusion, СОФИ, 10-тата студентска конференција на Институтот за филозофија на тема конзистентно со претходниот симпозиум Филозофија на науката, 13-тиот филозофски филмски фестивал под Годаровското мото Се е филм во множина, со неговите 3 главни дела, едукативната програма во трајање од 2,5 месеца, конференцијата Филозофија и филм и главната фестивалска програма, како и, ева и приликата за денес, промоцијата на терминолошкиот речник Филозофија во рамките на макропроектот Македонска научна и стручна терминологија на лексикографскиот центар Георги Старделов на МАНУ и во подготовка на професор Ана Димишковска и професор Иван Джапаровски. Овој број на филозофска трибина, значи, нуди интересен и широко опфатен избор на текстови за современите предизвици на филозофијата и на науката,
Еден превод, еден студентски текст, еден приказ, еден преглед на филозофските настани, што е вистинска гозба за љубителите на филозофијата. Посакувам да сме здрави, плодни и весели, да ни се множат уредените објавени броеви. Околностите во врска со списанието веќе се полоши отколку минатата година, но со бесмртните зборови на Леси Украинка, без надеж се надевам, контра спем сперо. Така што да се надеваме дека ќе биде полесно и подобро. Ние не сме одлични, без мани и недостаток, без проблеми, без застои, мачноти, компликации, нервози и колебања. Не сме извонредни. Но ова, производ на љубов, на посветеност, на интелектуална радост, на трпение, колективен труд и еснавски топла разбирачка, е извонредно. Гауdeamus. Благодарам.